Почитувани, вчерашното обраќање на премиерот Груевски пред стопанствениците е задоцнето, контрадикторно и неискрено. Зошто е задоцнето обраќањето на премиерот? Проблемот со доцнењето на плаќањето на долговите од страна на владата не е сегашен проблем, како што сака премиерот да го представи, туку е проблем кој се повторува веќе подолго време. Повеќе од 2,5 години опозицијата, коморите, стопанствениците му укажуваа на премиерот дека владата е премногу недисциплинирана во исплатата на своите обврски кон фирмите и јавно го предупредуваа дека тоа се претвора во главен создавач на неликвидноста и во извор на проблемите во македонската економија. Штетата што е веќе направена не може да се поправи. Илјадници фирми мораа да отпуштаат работници и да го запираат производството, а голем број од нив и целосно да згаснат, пред премиерот Груевски да се сети дека токму неодговорното однесување на владата го гуши стопанството. Зошто е контрадикторно обраќањето на премиерот? Премиерот вчера изнесе работи кои се спротивни на претходните негови изјави, а во обраќањето тој повеќе отвори нови прашања, отколку што затвори стари. Еве само две контрадикторности. Прво, она што допред само 1-2 недели представуваше мало задоцнување, кое редовно се сервисира, наеднаш се претвори во толку голем долг, за кој ќе бидат потребни 6 месеци за да се санира. И внимавајте, не со заштедени пари во буџетот, туку со нови задолжувања во странство. Второ, во своето обраќање, премиерот најавува дека ќе се раздолжи, а не понуди механизам со кој ќе се спречи во иднина повторно да се натрупа долг на државата кон фирмите. Например, премиерот вчера не кажа дека задолжницата од утре ќе почне да важи и за државата. Контрадикторностите во вчерашното обраќање на премиерот покажуваат дека тој нема план. Тој само купува време за да направи привид кај граѓаните дека знае што прави. Зошто е неискрено обраќањето на премиерот? Затоа што тој е свесен дека Македонија е во рецесија не заради нешто друго, туку заради неговите економски политики на агресивно непродуктивно трошење и безмилосно луксузирање. Тој иако се обидува да се представи како искрен, свесно манипулира со вистината и прави обид кризата да ја представи само како нус појава на неговите политики. Премиерот не беше искрен кога пред 1 година ги најави покачувањата на платите и пензиите за овој декември. Сега покачувањето на платите го одложува за 1 година, а покачувањето на пензиите за во март, пред избори. Тој и пред 1 година и сега се коцка со своите ветувања, надевајќи се на некое чудо кој ќе му овозможи тие ветувања да ги исполни. Ако беше искрен, премиерот во вчерашното обраќање ќе кажеше колкав е долгот на државата кон фирмите. Така, сите ќе можевме да следиме дали премиерот во ноември навистина им врати на фирмите половина од неговиот долг. Вака, нема контрола и никој ништо не знае. Уште еднаш да повториме. Вчерашното обраќање на премиерот беше задоцнето, контрадикторно и неискрено. Благодарам. Дали имате некој прашање? Да, повелите. Вчера е отпрати вашата сугестија за ребаланс и најави дека дефицитот ќе се зголеми на 3,5% годинава и до година, со што се добиваат уште 75 до 85 милиона евра за трошок. Како го коментирате тоа? Значи, не видовме во сите овие 6 години наназад јасен план за секое задолжување на државата, за што се прави, која е намената. Она што оваа влада покажа дека многу успешно може да го прави, е постојано да се задолжува, постојано да го пумпа буџетот, да го зголемува буџетскиот дефицит и на крај цената на таквите екскурзии на оваа влада да ја плаќаме сите ние во Република Македонија. Имате ли прецизни анализи кои конкретно проекти би може да се скратат до крајот на годинава, за да се намали таа дупка од 80 милиони евра? Па, се додека гледаме на телевизија владини реклами и кампањи, додека гледаме нови споменици, додека зборуваме за барокни фасади и слични непродуктивни трошења, тоа значи дека простор за кратење во буџетот има.
Граѓаните секој ден, кога ќе видат реклама владина на телевизија, треба да знаат дека владата одбрала себе си да се рекламира, а за сметка на тоа ќе скрати некаде во здравството, во образованието или ќе се задолжи во странство и повторно цената ќе ја плаќаме сите. Благодарам. Дали има некој друго прашање? Благодарам.